Да, почнуваме со разговорот. Тука во студиото го имаме господинот Дарко Димовски. Синоќа имавте, господине Димовски, преговори во владата. Она што излезе како вест е, предпоставувам, добра вест за вас. Вие ќе ни кажете, договорена е минимална плата од 18.000 денари, треба да се исплатува од месец април за 80.000 граѓани во нашата земја. Тоа е она што го знаеме. Кои се деталите? Така е, поздрав до гледачите на ТВ24. Синоќа во владата беше договорена минимална плата од 18.000 денара и скалесто зголемување на сите останати плати согласно членот 8 од минималната плата и истата да важи од месец март. Значи да бидеме најасно, минималната плата ќе важи во месец март, а во меѓувреме апелирам до сите синдикати кои што организирани на пониско ниво, више да прават флуктуација анализа, кои оние работници што се на минималец, кај што треба да има покачување, но и сите останати работници да ги усогласат со порастот на тој минималец согласно законот и колективниот договор. Значи, Сојузот како највисоко ниво на делување на синдикатите заврши својата работа, сега се на потек гранковите синдикати и синдикалните организации. Значи, доследна примена на членот 8 од минимална плата, каде што вика усогласување и скалесто зголемување на сите плати. Да не испадне после дека не сме укажале, а знаеме стекнатото право не се бара, туку се добива само преку дејствување на синдикатите. Онамо каде што нема синдикати, апелирам до работниците за да завршиме оваа работа согласно законот за минимална плата во членот 8, да се организираат синдикално, за да не дојде во нивните компании да нема пораст, освен на минималната плата, другите плати да стагнираат и да дојде до урамниловка на тие плати и незадоволни работници. Значи, според ова што го зборувате вие, кога, за да објасниме за граѓаните, кога минималната плата ќе стане 18.000 денари, треба да се коригираат и сите останати плати кои биле затекнати во тој момент. Така е, тоа го вели членот 8 од Законот за минимална плата, усогласување на сите плати со порастот на минималната плата согласно закони, зборам за јавната администрација, и колективни договори, зборам претежно во приватниот сектор. Значи, не смеме да дозволиме да се доближат минималните плати до одредени плати согласно класификацијата, систематизацијата на тие работни места. Вие ја следите состојбата, кажете ми, дали тоа се случи со претходните зголемување на минималната плата, кога се зголеми на 15.500 месечини и претходното на 12.000, дали се случи тоа скалесто зголемување на останатите плати? Онамо каде што имаме, јас ќе зборам во името на Сојуз на синдикати на Македонија, каде што ние сме синдикално организирани како Сојуз на синдикати на Македонија, да. Затоа не треба сега да префрламе топката на владата, на работодавачите, затоа треба да бидеме малце самокритични и треба ние да си ја завршиме работата. Согласно тој член 8, каде што пред работодавачот ќе приложиме колку работници не биле на 15.200, дека истата треба да им се зголеми на 18.200, а сите оние систематизирани работни места согласно систематизацијата по работни места во тоа предпријатие, институција и така натаму, треба да им кажеме дека ако расте минималната плата, согласно тој член треба да пораснат и останатите плати. Исто апелираме до работодавачите, без разлика дали се од јавниот или приватниот сектор, доколку не го применат членот 8, прават кривишно дело по основ на заскривање на даноци, по основ на придонеси од тоа значително зголемување на платите на работниците. Значи сме во исти куп, едните ќе одговараат кривично, а ние доколку молчиме, исто не го применуваме законот, го премолчуваме законот и не го правиме за тоа што сме поставени како синдикалци, представници на работниците. Да, знаеме дека работодавачите има замерки на ова барање за зголемување. Тие бара месечини 16.200 да биде зголемена, имаше разни предлози. На крајот се реши владата да оди на еден начин на субвенционирање на работодавачите. Кажете ми, тоа субвенционирање како ќе функционира сега, до кога ќе трае? Јас колку што разбрав, бидејќи тоа е дел на работодавачите и владата, тоа субвенционирање ќе трае 10 месеци или 1 година, не ме фаќате за збор. Ние немаме ништо против тоа, ако смета владата дека треба да го направи тоа, нека го направи, сепак она ги дава парите. Нас ни беше најважно да ги убедиме владата и работодавачите дека она што го бараме е навистина потребно во овој момент, согласно економската, ковид и енергетската криза,
и единствено на тој начин може да обстои работникот во текомниот месец, но мора да напоменам 18.000 не е минималната плата, 18.000 е бројка на која се надоградуваат додатоците за минимална плата и во ниеден момент 18.000 не може да биде минимална плата, бидејќи знаеме, имаме како додатоци години стаж која е 0,5% за секоја помината година, знаеме имаме прековремена работа, знаеме имаме работа во смени, државни празници, еве најновото недела неработен ден, онамо каде што со дејностите може да се работи, истата дневница ни е покачена минимум за 50% и така натаму. Значи и тоа е еден дел од апелот каде што работниците во никој случај не може да земат 18.000 денара доколку не им само може да земат доколку не им се пресметат овие додатоци за плата кои се вметнати во колективните договори и во општиот колективен договор за јавен сектор и во општиот колективен договор за приватен сектор. Значи, каде што ќе има вакво прекршување или сите овие додатоци ќе бидат во минималната плата пресметани, ги повикувам нашите работници и граѓани да не пријават, ние да интервенираме и да исправиме таа децениска неправда што ни се случува намо посебно каде што нема синдикат. Да, јас знам дека тоа е работа на работодавачите и на владата, ова што го кажувате за субвенциите, но еве имаше некои замерки од Кристина Ампева, например, од Гласен текстилец, таа имаше замерки и за законот кој е поднесен, но мислам дека сега дел од тие веќе не важат, бидејќи таа нели се жалеше дека работодавачите треба да се согласат, тоа е веќе договорено, но таа имаше замерки за субвенциите кои се уште држат, таа вели во ред, но тоа значи дека повторно пари од буџетот ќе се даваат за субвенциите, значи пари од сите граѓани, па и од работниците за подигање на минималната плата. Видете, она е извршен директор на тоа Гласен текстилец и како се вика организацијата. Она како директорка може има такво мислење, ние како синдикалци размислуваме на сосема поинаков начин. За ова што коментира како директорка, извршна директорка на Гласен текстилец, ќе мора незе да прашате. Ние знаеме дека... Добро, ја ве прашувам за принципов, нели за ние субвенционирање. знаеме вчера како се боревме, изминативе месеци како се боревме, во ниеден момент не слушнавме од извршната директорка дека ни дава поддршка, туку баш напротив со негативни коментари како што се овие. Нас ни беше битно да добиеме минималната плата и скалесно да ги согласиме, тоест да ги покачиме сите останати плати во државата. Еве се изборивме, борбата продолжува и понатаму, со ова што го говорам, треба да седнат сите синдикати, да го излезат својот работодавач кои се на минималец и дека останатите работници кои не се на минималец треба да ги согласиме нивните плати со порастот на тој минималец. Ние уште денеска во службите во Сојуз на синдикати на Македонија ги спремаат тие писма до министерства, институции, фабрики, хотели, јавни комунални предпријатија и така натаму, каде што ќе го напишеме баш ова што го зборам, доколку не се случи ова, утре како директори, како менаџери, не знам, како министри и извршители, кривишно некој ќе ги гони за непримена и недоследно почитување на законот. Господин Димовски, ајде пак ќе ве прашам. Знам дека тоа не е ваша надлежност, дека вие нормално дека се борите за правата на работниците и дека ова што е направено е точно во ваш сектор, вие сте задоволни и претпоставам дека треба да бидете задоволен. Но еве пак ќе ве прашам во еден поширок општествен контекст во однос на тоа. Значи, со субвенционирањето на работодавачите за исплаќање на минимална плата на работниците од буџетот, кој го полниме сите заедно и истите тие работници, нели? Излегува дека на некој начин покачувањето на минималната плата ќе се помага од значи владата на некој начин ќе исплаќа минимална плата на сите вработени во државата и во приватен сектор и секаде. Така преносно излегува. Не така, тоа е сигурно така вие што го говорите, но ја не сум компетентен бидејќи ние ги представам работодавачите и не ја представам владата и не можам да зборам во нивно име зошто е тоа така и зошто морало да биде субвенции. Мене ако ме прашувате, тие субвенции треба да ги насочиме кон работниците. Ама ќе решат еве овој синдикалецов само сака да зима да дава на работниците, а знаеме дека е најнеопходно да се даде на работниците. Еве прилика за да поканите еден од работодавачите да ви објасни зошто побара субвенции од владата, бидејќи јас во една изјава каде што бев страшно лют, кажав јавно, се дрзна работодавачите да бараат пари за нив, а нас не оставија на ветрометина да се наоѓаме и не ни го прифатија тогаш барањето од 18.000 денара минимална плата и скале со зголемување на останатите плати. Да, добро, во однос на сега на примената на самиот закон, вие значи повикувате на доследно спроведување на законот, на колективните договори. Имаше ли до сега малверзации при исплаќањето и на минималната плата од 15.500 денари? Имаше ли проблеми во тоа? Значи проблеми кои би можеле сега повторно да ги очекуваме? Ние првен што ја учивме на владата и кажавме,
Да, имаме 110.000 работници кои се пријавени на минимална плата, но да знаете дека тие работници не земаат минимална плата, туку се пријавени, а газдиве рестото им го исплаќаат во плико. Тоа звучи добро и во тој момент како млад работник ти се осеќаш добро да земеш таа пара во плико и тебе ти треба кеш за да го преживееш месецот. Значи дел од платата ја земаат во кеш. Но мора да разберат прво работниците, бидејќи ние сме нивни представници, што утре кога го стареме. Владата ќе ни биде крива што ќе земе пензија од 10.000 денара. Значи по тој остов губиме ние што со неуплатата на нашите пензијско и инвалидско осигурување од страна на газдиве, ние губиме една достоинствена пензија во која треба да оставиме во тоа трето доба. Друга работа. Тие пари од каде да ги наоѓаат работодавачеве газди што ни ги даваат нас. Значи кријат даноци и така натаму. Значи ние прво ја спречуваме сивата економија. На тој начин го штитиме работникот со достоинствена пензија за во поизминатите години и на државата и даваме сигурни приходи, бидејќи како што рачунавме ние, сега кога ќе се зголеми платата за 3.000 денара, постојано придонеси кои ќе изнесуваат 1.480 денара плюс, државата ќе добие 2.750.000 евра или 165 милиона денара месечно. А гледате самите цело време бараме од државата, дајте, па државата од каде? Ќе се задолжуваме. Ја не сакам да коментирам, ќе си прашате владин представник. Па тоа е во контекстот на ова што ја прашав, да. Ние важно ја спречиме сивата економија, дадовме нешто на работникот каде што утре ќе има бенефит во таа трета доба или во своето пензионирање. Идеме понатаму, пак ќе кажам, сега ни е многу битно делот на скале со зголемување на платите и примената на членот 8 за минимална плата, каде што до сите наши членови кои се во Сојузот на синдикати на Македонија ќе ги известиме со писмо, како и синдикалните организации, така и работодавачите, и на тој начин ќе гледаме да се имплементира, не ќе гледаме, ќе обстојуваме и ќе настојуваме и онамо каде што нема, дури ќе следат и кривични пријави. Се жалат се уште луѓето во државата, работниците, дека поради зголемувањето на цените на енергенси кои повлекува зголемување на цени на храна, зголемување на цени на транспорт. Свесни сме дека се е поскапено во државата, дека и претходното зголемување на минималната плата на некој начин само ги усогласи трошоците за живот, значи не добија луѓето премногу повеќе пари. Дали ова зголемување на некој начин само ќе ги нивелира тие поскапувања? Дали ќе почувствуваат граѓаните некој бенефит? Ние се раководевме по минималната синдикална потрошувачка кошничка, која ја пресметуваме по остов на податоци земени од Заводот за статистика, која е владина институција и таа вели дека во моментов е 35.040 денара. Затоа ние кажаме дека е неопходно и екзистенцијално минималната плата да биде 18.000 денара и доколку имаме два наши вработени со минимална плата да можат тој месец да го покриваат и оставивме рестот барем 1.000 дарка. Во право сте ова што го зборите, но за ова треба да се отвори на поширока дебата, бидејќи јас пак ќе кажам го лоцирам проблемот кај работодавачите во кои изминативе 30 години стекна енормен капитал и се створи јас помеѓу нас работниците и нив и они тоа не го сваќаат или како што вика народот, ситиот не му верува на гладниот. А знаеме главен аргумент вчера и на Економски и социјален совет им беше дека им се покачале репроматеријалите, им се покачале електричната енергија и така натаму. А на нас не ни се покачи се во ова. Па ние дојдовме 3 месеци да се молиме за минимална плата 18.000 денара, па дури да се дрзнеме да ангажираме врвни експерти и професори во која анализа покажува дека ќе нема никаков негативен ефект за покачување на таа минимална плата и зголемување на сите останати плати во државата, туку баш напротив, така се ствара продуктивен работник и нивните приходи во компанијата ќе бидат значително зголемени доколку се направи тоа вчера што го направивме или синоќ. Да, зборуваме за истражувањето, минималната плата во Република Северна Македонија и низините ефекти врз работењето на фирмите, што ги направи економистите Бранимир Јовановиќ, Виктор Стојков и Драган Тевдовски. Тоа истражување е направено после искажувањето на работодавците дека зголемувањето на минималната плата ќе има силни негативни ефекти врз економијата, дека ќе има брана отпуштања, дека ќе има неликвидност на фирми, затворање на фирми, но ова истражување го докажува спротивноста на некој начин. Сигурно го докажува спротивното. Еве имавме зголемување во 2017 година. Никого не отпуштивме, баш напротив, многу
Наши работници разочарани од ваквата политика која водат работодавачите, напушта нашата држава и тој квалификуван кадар отиде во европските земји да гради туѓа економија, ние тука останавме. Еве посебно како што се жалат во гостителството и туризмот, без кадар, каде што не може да си ги пречекаме ниту домашните, ниту странските гости во моментов, и затоа треба ова да ни биде едно освестување зборам на работодавачите, каде што треба поише да го ценат и вреднуваат трудот на работникот, бидејќи знаеме тој им ги ствара приходите и на работодавачите, газдите, и на државата, па си ја зима платата за него. Значи, основната движечка сила е работникот во оваа држава и тоа треба да ни биде на сите јасно. А тој се помалку го има, баш од овие негативни политики кои се водат према него. Во делот на платите, условите за работа и односот на одредени работодавачи кон работниците. Има во однос на вашето работење како председател на синдикатот, вие на некој начин го дочекавте зголемувањето на минималната плата прво на 15.500 или се изборивте за тоа да речеме, па сега и на 18.000, но има и обвинувања некои на ваша сметка кои велат дека на некој начин вие имате политичка поддршка за тоа дека сте усогласени да речеме со владата. Има ли вистина нешто за тие обвинувања? Сите одлуки се носат на економски и социјален совет. Нормално дека ние треба да соработуваме со владата. По овие 3 дена ја не видов дека сум ја наклонет према некоја политичка партија, иако го влегов во синдикатот, оставив позади мене све тоа што мислам дека треба да останам и влеговме без багаж како представници на работниците и достојно ги представуваме работниците. Не Дарко Димовски, зборам за Сојузот на синдикати на Македонија, каде што влезе една нова екипа, свежа екипа, еден тим кој ги разбира работите, бидејќи помина времето кога се бараше синдикалец да го опцуе директорот да му се закани така натаму. Сега збориме врз основа на анализи, аргументи, факти и потребите на работникот. Тоа политика, вакви сме, такви сме, ние докажуваме и уште ќе докажуваме дека сме само на страната на работникот, без разлика која политичка партија и која власт ќе биде. Нашите барања се засновани на потреби, аргументи и анализи за да опстои работникот и не да преживува, туку да живее еден достоинствен живот во Македонија. Да, се огласи за овој договор и ВМРО ДПМН и председателот Христијан Мицкоски, иако дел од експертите на партијата, како да речеме професор Трајко Славевски, пред тоа кажа дека се против зголемување на минималната плата, сега од партијата велат дека ќе го поддржат зголемувањето во парламентот, но истовремено ќе барат и интервенции за доследно почитување на колективните договори, коефициенти на сложеност, но и зголемување на платите во администрацијата. Тие велат да има за сите, значи тие барат и со ова покачување на минималната плата да се зголемат и платите во администрацијата. Мене ме радува што сите партии се на страната на работникот, им благодарам за поддршката и да го направиме тоа за бенефит на работникот. Добро, што значи ова што го зборува премиерот Ковачевски дека да ги промениме критериумите за методологија за годишно усогласување на минималната плата со 50% од годишниот раст на просечната плата и 50% од растот на трошоците за живот? Што значи ова упростено вака кажа? Вака значи ние со старата методологија имавме голем проблем. Знаеме лани да бидејќи беше тука и 1/3 од бруто домашниот производ зголемување, 1/3 од порастот на просечната плата и 1/3 од порастот на животните трошкови. И сега кај се судривме ние минатата година, кај што мислиме ние дека работниците на еден начин беа оштетени. Таму вика порастот на овие 3 параметри. Лани се случи бруто домашниот производ да биде во минусно салдо или за минус 0,7%. И тука ние се судривме, ние викаме порастот, а други економски експерти сметаат дека кој минус треба и да се намали и ние за, како да кажаме, мир во куќата, рековме, нема да го рачунаме бруто домашниот производ кој е во минус, тоест нема да намалуваме минималната плата, но со тој критериум па дури не добивме ни зголемување. Затоа оваа методологија е многу прифатлива за нас, каде што вели дека сега ќе усогласуваме со 50% од трошоците за живот и 50% со зголемување на минималната плата. А знаеме дека трошоците за живот, еве како што кажувате вие, во оваа економска криза и ковид криза енормно растат, значи реално ќе се зголемува на тој начин минималната плата, а и знаеме дека све помалку работници не има во државата и трудот прави одредени побарувања и значи се зголемува вредноста на побарувањето на трудот. Ова е една добра методологија каде што
во иднина може да покаже добри резултати, тоест секој март согласно законот за минимална плата да дојде до едно достоинствено зголемување на таа минимална плата согласно законот. Значи секоја година би се ревидирала на некој начин. Така е, секој март согласно законот за минимална плата, вика се утврдува минималната плата согласно оваа методологија која во моментов што кажувате вие ја направивме на еден поефикасен начин и подостоинствен начин да биде за работникот. Но пак ќе кажам, минималната плата треба да биде зголемувана со договор по основ на потребите што ни го диктира темпото на живот. Еве знаеме, моментално се замрзнати цените на основните производи. Така? Да. Што понатаму кога се одмрзнат? Работодавачите нема да остаат така. И ние сме спремни пак да бараме. Значи, Доколку не ни покрива оваа минимална плата, ова што го кажува синдикалната потрошувачка кошничка направена врз основа на анализите. доколку следиме според некоја аналогија како се случуваше до сега, логично би било трговците веднаш по одмрзнување на цените да се обидат да го надокнадат она што го изгубиле претходно. Доколку им се остави повторно слободен пазар. Дали има вистинска потреба тоа, значи ние треба да направиме тоест државните органи треба да направат дали на вистина има потреба да се зголемат тие цени или ние ќе надополнуваме нешто што не е реално и што сака некој да се збогати преку ноќ. Како ќе го направиме тоа? На штета на работниците, на граѓаните, на пензионерите? Тоа не сме да се случи. Државата треба да стави рака врз економијата и трговијата и да види дали на вистина е реалната потреба. Не може лимоно да го купиме 10 денара, да го продаваме 110 денара и да немаме никаква контрола на тоа. И на тој начин се прават тие црни пари, во оптек се тие црни пари, каде што се прави одреден црн капитал и за тоа после кога ќе идеме за согласување или кога ќе бараме повисока плата, тие ситиот нема верува на гладниот, ајде, просто кажам. Да, добро, ајде уште неколку моменти за минималната плата, па ќе зборуваме и за други теми. Една од нив е она што го зборуваа работодавачите и одредени експерти, да речеме, кои кажаа дека треба да се внимава бидејќи при ова покачување полесно ќе го пребродат големите компании кои онака работат профитабилно, но ќе биде проблем за помалите фирми, за занаечиите, за оние кои имаат 1 до 2 вработени, кои онака кубура тешко поминуваат нели цело време со тој минималец, па и така се задолжуваат, влегуваат во долгови, дека за нив може да биде проблем. Она што го пријавуваат нашите работници не го кажуваат тоа. Баш напротив, таму се прави најголемата црна економија во тие макро и микро, како што кажуваат, ајде за нечи, нека да навредам никого. Добро, сега зборуваме за оние кои не работат толку добро. Последната пријава што беше за Сојуз на синдикати на Македонија беше една козметичка студија во која работат 9 души. Знаејќи дека таму едно шишење 1500 денара за жени, не знам фризура за свадби правење од 8000 денара, кога пријави работничката дека е пријавена на минималец, Државниот инспекторат за труд установи дека сите 9 души кои работат таму се на минималец, дури директорот на 15200 и дека не се издаваат фискални сметки и се прави енормно тој црн капитал, што значи не може да се сложам тој. Еден од главните аргументи каде што беа изложени пред економскиот социјални совет и нашите социјални партнери беше тоа дека највише се зацкрива данокот баш во овие микро и макро ајде за нечи, дека таму највише се заскриваат даноците и тоа што го кажуваат не е реално во никој случај. Да, големите фирми поради големината, поради обемот, секогаш мора да го почитуваат законот и тие одат ги Сите следат мора тие да го законски почитуваат норми. законот. Знаеме дека тоа е така, но како што велите помалите, можеби наоѓаат кривини. Оној што екзистира во оваа држава, треба и да ја гради оваа држава. Не може само државата на сметка на државата да преме капитал, а за тоа да не си ги плаќаме даноците кои се предвидени во законите. И за тоа не ги поддржувам тие фирми, нити пак ги поддржувам тие вработени, дури тие што пријави ги караме, зашто си трпел до сега, зашто не си кажал, знаеш ли дека си соучесник и така натаму. За тоа треба да има доследна примена на законот, дури да има и кривишна пријави и да следат казни затвор. За еден ден да се опаметиме и да знаеме, бидејќи знаете во Америка, највише се иде во затвор по основ на неплаќање на даноци. Американецот не си ја плаќа дома струјата, водата, иде пред да го плати данокот. Додека тоа така не се подигне свеста кај работодавачите и кај сите останати газди, ние ќе имаме вакви проблеми до недоглед и ќе ги решаваме со закони, со штрајкови, со излагање на улица, со препиркање и така натаму. Уште ова во однос на она истражување кое го спомнавме, има уште еден интересен момент кој што вели дека покачувањето на минималната плата во минатото
претходните покачувања, довело до зголемување на продуктивноста на фирмите, што би можело да се објасни преку подобра мотивација на вработените. Така е. Основната дефиниција за продуктивен работник е добро платен работник. Тоа го знае син ми од 10 години. Ти ако си мотивиран, значи работникот се мотивира преку добра плата. Кога ќе дојдеш дома, да можеш да си ги пратиш сметките за текојен месец, да можеш да му пружиш на семејството една удобност, да посетите скијашки центри, не знам, културни манифестации во недела, да излезете на еден фамилиарен ручек и така натаму. Се тоа што го збора е базирано по основ на некоја направена анализа флуктуација, каде што, гледате, на самиот економски и социјален совет не можеше никој да го побие тоа што го кажано од страна на професорите. Да, до сега од сите држави во регионот Македонија имаше меѓу најниска минимална плата, највисока имаше во Словенија 750 евра, Хрватска 570, Црна Гора сега усвои закон каде што е подигната на 450 евра, во Србија е околу 300 евра, тука веќе се приближуваме, а Бугарија 280 евра, значи Бугарија ја поминуваме. Значи и со ова зголемување повторно ќе бидеме меѓу пониските во регионот, но претпоставуваме малку подобро од претходно. Со порастот на минималната плата, која во моментов сега ќе биде 18.000 денара, се зголемува и просечната плата. Според тоа што пред сметките што ги правиме, ќе ви изнесува 30.300 или 250 денара. Значи, за тоа ние баравме еден како условите, што ни украдува доли 3% од страна на социјалниот партнер работодавачите и ви викаме да не може истата да биде помалку од 57%. Ако гледате по проценти, ние имаме во моментот 62% од просечната плата или една од подобрите плати во регионот зборен за минималната плата. Но ние треба да работиме повише, како што кажуваат, на продуктивноста, за да зголемиме таа просечна плата, за да може минималната да расте согласно зголемувањето на просечната плата. Сега тоа една ќе биде од нашите нови едукации до членството, каде што ќе гледаме и ќе се заложиме да дигнеме продуктивноста, а со тоа да расте минималната плата и сите останати плати. Бидејќи тоа што го зборите, само тоа е решението во моментов за овие држави од регионот. Да, добро. Во однос на останатите мерки кои се актуелни и кои се спроведуваат, сега е она недела неработен ден. Така. Имаше големи турбуленции и околу таа мерка, еве веќе неколку недели се спроведува. Прво ваша генерална оценка, како се спроведува, има ли некакви нерегуларности, жалби, поплаки? Одличен бенефит од мерката недела неработен ден. Гледате дека 92% од работниците не одмараат. Има некои недоследности, ние више реагиравме до Министерството за финансии, Министерството за економија, до владата, до Министерството за труд и Државниот инспекторат за труд, во делот каде што некои дејности кои не се пропишани во Законот за работености во ставот 3, каде што вели кои дејности може да работат во недела, а за таа работа да исплаќаат минимум 50% од дневницата зголемена. Гледаме дека работат коцкарниците, кладилниците, не знам, кафичите, кои не се вметнати во тие дејности што смеат да работат. Зошто им се гледани с прсти, бидејќи знаеме, они работат со некој закон лех специјалис, а лех специјалис во ниеден момент не може да го дерогира законското решение ЗРО, Законот за работеници, кој е лех генералис. Доколку треба тоа да се направи, нека повелат тие работодавачи, нека ги стават аргументите на маса и нека кажат зошто е неопходно да работат во недела коцкарниците. Зошто е во недела неопходно да работат обложоволниците. Значи, треба да размислиме, а државата треба да одговори на ова прашање. Ние дури на премиерот му се пожаливме по ова, не бил известен, го известивме. Треба да видиме кој да ламен за работење на дејности кои не се офатени за работа во денот недела. Тоа е едно сериозно прашање, бидејќи така се урнисува законот, ќе видат и другите, па ќе отвори овој, ќе отвори оној. А сега до наму каде што ги гледаме тие недоследностите, ги пријавуваме до Државниот инспекторат за труд, одлична соработка со новата директорка, ги пријавуваме дури до Пазарниот инспекторат за труд и одлична соработка и со тамошната директорка и се постапува и гледате повише објекти, више се изречени глоби и мерки затварање. Затоа апелирам да не се дрзнат работодавачите, да ни гоускратат ова за гарантирано на работничко право, недела неработен ден. Гледаме од коморите, сигурно ќе биде вашето прашање дека комората се буни, нека повели комората, нека го даде на Уставен суд, па јас ќе ги повикам, јавно ќе ги повикам уставните суди, кои ќе решаваат по прашањето дали е неуставна
неделата неработен ден, нека се состанат баш во денот недела да видат како и тогаш да решават дали навистина е неуставно тоа недела неработен ден или навистина работникот ужива бенефиција која му беше потребна во изминативе години, знаејќи дека не му се знаеше ни празник ни делник, а за тоа не беше соодветно платен. Уште поголем револт, слушајќи ги вчера представниците од Стопанската комора, кои велат ќе предложиме во законот за недела на работен ден сите дејности да можат да бидат опфатени, а работодавачите кои што сакаат да работат, да можат да работат и истите да им платат на работниците онолку колку што ќе се договорат ватре во компанијата. Еве јас ќе кажам како идеја која ми се раѓа, и ние ќе предложиме исто во тој закон за работникот ако му е кејф, значи кејф ако му е да работи во недела и да му каже на работодавачот за колку пари, доколку му е кејф да работи во недела, да му плати. Така ќе ги правиме новите закони. По желби со кејфови. Еднашка треба државата да застане и да си ги почитува законите оние што се донесени во македонскиот парламент и да не дозволува на вакви организации да се играат првен со судбината на работникот и на целиот македонски народ. Значи ова го кажам како Дарко Димовски кој мој личен став, а ќе го пренесам на органите и телата на Сојуз на синдикати на Македонија. Не може да кроиме закони за некој да се изживува со работникот, зошто дека му биле малце парите бидејќи во минатото правил 50 милиони евра, сега ќе прави 49 милиони евра. Епа доста беше, другари. Во однос на тоа кој работи, како работи, гледаме дека работат моловите, тие се дозволено е со законот, работат маркетите во моловите. Граѓаните на некој начин на почетокот ми се чини дека барем од оно што го читаме на социјалните мрежи беа шокирани на некој начин што не можеа да излезат да купат потребни работи во продавница, беа затечени на некој начин, можеби не очекуваа дека толку доследно ќе се спроведува мерката. Сега гледаме дека во последни недели веќе знаат каде има, каде работи, каде може да отидат. Претпоставам дека оние кои работат во маркетите, каде што се опфатени со законот, се платени со зголемена дневница. Тоа функционира така, има ли поплаки нешто од тој дел? Вака, ние од баш буквално од овој месец више се пуштени пријави каде што земавме две дејности. Едната е дејноста за трговијата, каде што го велите вие ова, а другата е дејноста за медиумските работници, како што сте вие еден од нив. Добро, ние не се жалиме, ние мора да работиме, што да правиме. Ништо, ние наша должност како Сојуз на синдикати на Македонија и ова што го протежираме, што се залагаме, што веруваме во тоа законско решение, ќе провериме дали навистина бидејќи сте ангажирани како телевизија и медиумски работници во недела, дали навистина ви се плаќа и без разлика што немаме членство по моловите, исто и таму доставивме да се направи инспекцијски надзор од страна на овие две инспекции пазарни трудова, да видиме дали навистина, па таму дали се плаќа 100% за денот работа во недела, па во наредна емисија, еве повод да ме повикате пат да ви кажам првен за медиумските работници, а потоа и за трговските друштва. Да, добро. Во останатите делување на синдикатот, претпоставам дека овие се две крупни работи за кои се изборивте или се договоривте со владата, кои функционираат сега, ќе видиме како ќе биде во иднина, кои се останатите предизвици сега, кои се пред синдикатот, зашто најмногу друго се жалат работниците? Во моментов не можам да го изоставам третото наше барање, тоа е регрес за сите работници во јавниот сектор. Ние више донесовме и доставивме до сите министерства, вклучително и владата, предлог општ колективен договор за јавен сектор, каде што популарниот К15. К15, бидејќи знаеме, не може да го дискриминираме работникот и тој да важи во приватниот сектор, зборам за регресот, а во јавниот сектор, онаму каде што е државата работодавач, да не важи. Затоа вчера имавме исто еден конструктивен муабет каде што министрите рекоа дека ќе се заложат да видат за колкав број на работници станува збор и за колкав прилив на пари треба да се одвојат од буџетот за овие работници за регрес или К15, ќе уште во тековниот месец ќе се состанеме и остануваме доследни на нашето барање, регрес или К15 за целиот јавен сектор, за да нема поделба и дискриминација помеѓу работниците. Докаде сте со тоа барање, со тие преговори, тоа претпоставам дека со владата се... Тоа кажувам дека ние више го предложиме тоа решение во општиот колективен договор за јавен сектор, каде што го уредуваме тоа право, имаат можност да го прочитаат и се надевам дека ќе го прифатат, бидејќи тоа е навистина потребно за да нема поделба помеѓу работниците на вакви и онакви од приватен или од јавен сектор.
Добро, освен тоа, има ли други поплаки во однос на работничките права? Исто нешто што е работиме, ургентно? сега моментално се пишуваат на големо, онамо до Државниот трудов инспекторат преставки во делот на неисплатата на регрес. Исто и тоа се работи на службите го работат во голем обем. Првен предупредуваме, не сакаме одма да идеме фудбалски кажано на ѓон со работодавачите, му кажуваме дека тоа мора да се плати согласно колективниот договор во приватниот сектор и мора да кажам дека во 50% идеме на разбирање и го плаќаат работодавачите, а онамо каде што не може, со решение од Државниот трудов инспекторат им наложуваат на тие работодавачи се плати. И таму онамо каде што не сака, тогаш знаете, крајна инстанца е судот и по основ на тоа ги добиваме, само правиме непотребни трошкови на работодавачот. За на крај кој ќе свати дека тоа колективниот договор е еднаков на законот и тоа мора да се почитува што кажува во колективниот договор, а тоа е регрес или К15 во приватниот сектор. Господине Димовски, кога дојдовте на чело на синдикатот, дојдовте низ една тешка борба, знаеме како беше тоа беше со протести, имаше и тогаш и насилни методи со претходниот председател на синдикатот, имаше судски одлуки, некако едва станавте председател, но сега претпоставам дека после вашето неколку годишно функционирање, дека сте задоволен од резултатите. Видете, синдикатот е борба. Работничките права се борба, ние првен си почнавме од нас, се чистивме од нашите редови, од несиндикалци или кои се представува во име на синдикатот и резултатите се тие што ги гледаме денеска. Продолжуваме понатаму, бидејќи нашите намери се честни, работникот треба да се заштити, а може да заштитиме работници доколку се тие само организирани. Затоа не треба страф од работодавачите, сега до намо каде што нема синдикат, ако не препознаваат, нека повелат, нека ни се приклучат, ние еве делуваме, јавно кажуваме, немој да мислите дека мене ми е лесно и на останатите председатели и целиот тим во ССМ, имаме страшни притисоци, она што го носиме кога го изведуваме народот на улица или она што го бараме, тоа е голема одговорност, како што гледате, но обстојуваме, бидејќи сме единствени внатре и сите сме со иста цел, со иста идеологија, а тоа е заштита на работникот и се оно што е неопходно за работникот како представници на работникот. Да, ви благодарам за разговор. Благодарам на одличната дебата. Ова беше Дарко Димовски, председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Одиме со кратка пауза за реклами и емисијата ја продолжуваме со поранешниот амбасадор Ѓорги Филипов.